Со 7 милиони денари или околу 114.000 евра, општина Куманово ќе му помогне на јавното претпријатие Пазаришта да излезе од лошата финансиска состојба. Одлуката денеска ја донесе Советот на општината со цел да се спречи блокада од извршители. Според изнесените податоци, претпријатието должи околу 12 милиони денари за плата за октомври, електрична енергија, регрес за годишен одмор, судски предмети. Подршка за излез од ваквата состојба од советниците побара новоназначениот директор. Ние денеска бараме можност и прилика да ни се даде за да во иднина со вистински тим, со сериозен ангажман, со проект, со стратегија, со план, да докажеме дека дали може оваа предпријатие во иднина да има перспектива. Кога велам перспектива, го имам во предвид фактот дека оваа предпријатие многу години работела со загуби. Можеби има место и за пофалби од 16 кога јас менаџирам со предпријатието, кога станува збор за дневните плаќања, имаме позитивни резултати во аспект на приходите. Координаторката на советничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата, Елена Доцевска-Божиновска, посочи дека даваат подршка, бидејќи во моментов не постои друг начин законски да му се помогне на предпријатието. Нагласи дека предпријатието е на респиратор и мора да има одговорност. Ако не поддржиме ваква предлог одлука, 40 на вработени од јавното предпријатие ќе се најдат на улица ќе се најдат и сите закупци на тезгите, и Куманово практично како најголема општина во државата ќе остане без пазари. Тоа нема да си дозволиме да се случи. Меѓутоа, директорот не ги спомна финансискиот план, односно финансиската состојба што ја добивме во петокот, е убаво направена, многу јасна, поставки, значи со сите приходи и приливи што ги имаат на месечно ниво, со сите обврски што ги имаат. И бројките воопшто не се изненадувачки, со оглед дека подолго сите знаеме таму состојбата е лоша. Ако ги собереме сите овие ставки, ќе заклучиме дека основачкиот влог, односно основната главнина што ќе ја зголемиме, ќе го покрие сето тоа. Но тоа е далеку од средствата што им се потребни на пазаришта за да ги покријат сите обврски актуелни што ги имаат. Па се поставува прашањето, односно јас си го поставам прашањето, веројатно и граѓаните. Што следниот месец? Доцевска-Божиновска праша и зошто и кој дозволил ваква состојба, зошто поранешниот директор не бил навреме разрешен. Нагласи и дека со овие средства можел да се реши некој проблем во градот, а не да се покрива нечија неспособност. Побара да се направи ревизија и да се поднесе одговорност, а не да се стимулира недомаќинско работење. Побара и новиот директор во рок од 15 дена да изготви динамичен план со конкретни чекори и рокови. Пред присутните се обрати и советничката од ДУИ Арта Мехмети Адеми, која потенцираше дека поранешниот директор бил од редовите на незината партија. Негираше дека предпријатието работело со загуба, освен во време на пандемија. Праша и зошто општината досега не му помогнала на предпријатието. Во 2020 година повеќе од 2 месеци јавното предпријатие не работеше и поради тоа треба да имаме предвид и тоа дека во 2019 година требам да објаснам дека јавното предпријатие Пазаришта беше тотално во позитива 4.933.000 и нешто денари. Значи во 2019 година тоталниот долг на јавното предпријатие е 12.685.951. Треба да се минусира платата за октомври, која достигнува до 1.511.583. Имаме уште 4 милиони денари регрес кој се плаќа на рати од судските одлуки кои некои вработени во предпријатие ги добиле за да се вратат на рати
К-15, зашто е обврска да ги враќаат. Градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски подсети дека во октомври 2020 година на седница на Советот била донесена одлука за поддршка на ова предпријатие во износ од 3,5 милиони денари. Нагласи дека поради политички притисок и закани дека ќе падне мнозинството во Советот, не успел да го разреши тогашниот директор. Побарав државна ревизија во ова јавно предпријатие и во сите јавни предпријатија на ниво на општината, единствени во државата. Добивме државна ревизија, но државните ревизори ги гледаат само бројките кои што се прокнижени. Се поставува основно прашање. Како тоа може некој да држи 6 тезги да плаќа закуп само за 2? Каде одат основните средства за плаќање на надоме за останатите 4 тезги? И верувам дека на крајот истрагата ќе го покаже тоа. И не само во ова јавно предпријатие, во сите јавни предпријатија. И од овде јавно најавувам дека нема вечни директори повеќе. Без разлика на односот на политичките сили во овој совет. Кој како ќе биде позиција или опозиција. Дали една, друга или трета политичка партија ќе ги поддржува извештаите, предлозите кои што доаѓаат од моја страна кон вас. Ама воопшто немам намера во рамки на овој мандат да правам било какви исклучоци по ниту еден директор, за кој што директно сум надлежен за негово именување и разрешување поради политичката желба на поединци. Советникот од СДСМ Александар Јовановски, кој е вработен во предпријатието, немаше можност да учествува во гласањето на точката, но побара поддршка за носење на оваа одлука од своите сопартијци. Дискутабилно е сега да се збори дали за причините, последиците, за, како да кажам, временскиот интервал или тајмингот сега за оваа финансиска помош, меѓутоа лично од моje име, а и ќе побарам и од советничката група, ова одлука на овој предлог на градоначалникот го прифаќам, го поздравувам, недвосмислено го поздравувам и мислам дека е основна и од големо значење за понатамошните текови на работењето на јавното предпријатие Пазаришта. Предлогот за поддршка на предпријатието беше изгласан со 25 гласа за и 2 воздржани. По гласањето на одлуката, Советот донесе заклучок да се задолжи ВД директорот да изготви динамичен план за излез од состојбата. Советот побара и Државниот завод да изврши вонредна ревизија. Заклучокот влегува во сила од денот на објавување на службен гласник на општина Куманово.